Добар ден, мили мои. Денеска ќе правиме едно пecivo, тоа по ваше барање. Имав тоа, подолго време имам направено, киснато со урда. За тоа киснато со урда имам килограм брашно. Ќе земем 50 мл зејтин. Еве, чашата ми е измерена, она има 50 милилитри. Еве тука. Зејтин. Ставив една лажичка сол. Мала лажичка сол. Сега ќе ставиме за вода. Еве, заборавив, имам и 2 лажички мали квасец. Подмесив малку со брашно. И кажем, значи 50 мл зејтин, една лажичка сол, 2 лажички квасец замесив малку и ќе ставиме малку шеќер, малку. Значи може една лажица ќе ставиме шеќер. Ете, шеќером е во близина, ќе ставиме околу вака. Еве. Може слободно да видите, шеќер. Сега ќе замесиме, рацете ми се минус, но сепак ќе замесиме едно убаво тесто. Верувајте, тоа сум ви кажала повеќе пати. Начинот на колку вода ви треба, тоа зависи, ова еве имам овдека пола кило вода, но зависи од брашното. Некој брашно, ја не можам да ви речем толку ќе земе вода. Некој може би со 100-150 мл да ви земи повише. Еве ова гледаш. Пола кило имав и уште сака. Зависи од брашното. Значи, некој брашно пиува повеќе вода, некој помалку. Чекај, ќе додадем ја уште малку, ќе ви кажем колку вода сум додала. Ќе го оставам малку на помеко дека ќе сучем. Еве, додадов овде уште 200 мл, па ќе видиме колку тие ќе потрошиме. Ќе треба уште малку. Ќе ги додадам све ќе ги додадам. Значи 700 мл вода. Ќе замесиме едно убаво тесто. Да земем уште малку брашно. Еве додадов малку брашно и замесивме убаво гладко тесто. Значи пак да повторам. Имате 1 килограм брашно, 50 мл зејтин, една лажичка сол, 2 лажички мали квасец. Тоа да поиде. Еве тесто ќе замесиме убаво тесто. Ете убаво меко е тестото, таман пише и се од лепува од ванглата и од рацете. Ете, на рацете нема ништо скоро. Сега убаво пак уште еднаш ќе го замесам, вака ќе турам малку брашно околу, да се собере вака целото. Може малку доле ќе го оставам на ова, зашто малку сум пониска, па некако ми
Доаѓа потешко ми е за... Уште малку, тоа е измесено, ама уште малку да го помесимо. Ова е екстра, што се вика малку месување. Може и да не го месите толку, доколку сакате, ама поарно. Тесто колку што е повише изработено, подобро е за секаква потреба. Било што да се измеси убаво, и за леп, и за пецива, за све што. Сега ќе ставиме брашно малку и ќе оставиме да се одмори тестото околу едно 5 минути. 5 минути, вака ќе го покрием со ванглата, ќе го оставиме да се... Само да му ставиме дозвола да не ни се залепи, ќе ни треба. Да се отпушти, што вика. Ето, вака ќе го покриемо и нека застане едно 5 минути. 5 до 10, зависи. Вака, еве сега тестото, драги мои, се одмори доволно. Ете, види, одбори малку. Вака ќе оставиме овдека. Гледате како убаво станало. Сега ова тесто ќе го поделиме на 15 топчиња или кравајчиња, како сакате речете. Вака дека се... Вака ќе го направиме. Се залепи, гледаш. Реков ја тоа ќе се залепи, но нема веза. Тука е, кај да е, тука е. Не бега нигде. Еве едно, еве две, еве три. Одма ќе ги одделим ваке. 3. 4. 5. 6. 7. Еве овдека 2 имам. 9. Ќе ги одвојам вака зашто се лепа. Ќе туримо помалку брашно под нив. Ако треба ќе додадем, ако треба ќе одземем, ќе видимо 2, 4, 6 и 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ова ќе ни треба за настрана, ќе го оставиме тоа ќе ни треба. Сега овие ќе ги замесиме во едни малечки кравајченциња. Вака под нив ќе ставиме брашно, да не се залепа. Пошто малку го оставив ја нарочито помеко, дека кај помеко пубаво се суче. Се ова првото одма. Еве, вака се ќе направимо 15 кравајчина. Ќе ви покажем ја колкави, ќе ги ставам овде на страна. Еве овде, еве олкави да бидат дупчињата. Ќе ставиме на крпан, на брашне на крпан. Ќе ги ставам да се одмора, зашто нив ќе правиме. Држи ми се. Ете вака, 15, значи 15 кравајчиња толкави. Вака ќе ги замесиме.
15 од нив. 3. Ова е еве сега вака ќе за да не ве задржуваме, ќе ги направам ја тие. Значи ви кажа, волкави вака 15 кравајчи, Ги оставихме и топчињата малку да се одморат. Сега ќе земеме секој едно, ќе го исучем како малечко, за мало тањерче за служење на благо, така, во големина на мало тањерче. Имам поголемо сукало овде, кама го зедов ова помалечкото, пошто исто да не завземам со него. Вака ќе ги расучемо, ќе ставамо по 5 една врз друга, например и настрана, тие 5 ќе ги тргнам настрана. Еве, ова е готова, например едното. Ова е големина, сега ќе ги сучемо вака. Ќе наросам малку брашно, вака, и ќе го ставам тука. Земаме другото. Другото ќе го засучемо исто како него, ќе го исучемо. Ова големина, само што сега ќе правам, одма ќе ги ставам да не мачкам, например, сите место да ме паѓа. Овде има малку зејтин, малку путер растопе. Вака ќе ги намачкамо. Меѓу нив ќе ставиме и ќе поклапимо едно врз друго. Ете ова ќе го ставиме вака над него. Сега ќе засучемо друго. Тоа нека седи тука, нека стои. Ова кисното е многу убаво. Во нарочито деца, кога сме били, и сега е убаво за доручек, например, и може и ручек, зависи кој како ќе го направи. Ручек, доручек. Ето има малку брашно. Може и поварно друго сукало тука, ајде. Ви кажам, ја ово од летоска изглед смо го правила последно и тоа било. Други работи правиме, мекице правиме, кропне, све што, например. Туку не се јаде како што се јадело, тоа е проблемот. Еве се ова ќе намачкаме, значи ова е трета кора. Вака убаво ќе намачкаме. Ќе ставиме врз неизе 3 кори. Идеме со четвртата. Баш одморило тестово добро. Ова четврта и уште една. Едниот дел заврши.
ќе оставам за одозгора. Или одоздоле ќе ставиме, тоа ќе префрлимо така. 3, ова е четврта. Четврта, низечана, мечкам и другите ќе ставам врз оваја. Четврта оваја. И така ќе ги повториме свите, кај ќе дојде за сучење, ќе ви кажам пак сега. Ете вака. Ја ставивме над низи и се уште една, таа ќе биде одозгора. Ова е петтата. Готово е. Сега ќе намачкаме и ќе ставиме петтата. Над петтама не ставаме. И сега ќе направам две вакви. Овде ќе поместим на еднава страна од платново. Вака ќе ставиме тука, нека седи. Сега ќе направиме повторно така со другите. Ќе повториме свите да ги изредиме. Еве, ги оставивме неколку, мислим овие две по 5, две кравајчиња. Мислим на две места по 5. Сега ќе ја земем тепсијата. Ќе ја намастим, пошто има зејтин во спреј. Ќе го испрејаме, ќе намастиме за печење. Ќе земем малку и од страната некојаш, пошто се лепи ова иде малку ќе порасне, па да не се залепи од страните. Вака ќе направиме. Нека седи тоа на страна. И сега ќе овде колку ставивме вие. 1, 2, добро, по 5 ова. Од 2 сум го села на грешка. Сега ќе го расучам. Сега ќе сучем во големина колку што е тепсијата. Овие 5 што се заедно ќе ги сучем колку што е тепсијата голема. Чека овие да ги померам дека одека ми се на чашето. Вака. Сега ќе исучиме колку што е тепсијата голема. Дека нема место, дека, знаете, ми е малку притесно. Така ќе ја гурнем. За да... Така сега ќе намислим пак. Толку уште малку и готово, толку и треба на овоја
Ја мислим дека е доволно за тепсијата. Ја ќе ја ставиме. Мислим че ги уште малку вака ќе прснам доле. Негде нека има. Сега го ставаме на цукаво. Ја ќе ја ставим под... Вака ќе ставам малку книга, тепсијата да ја ставам. За да погледнете вака. Сега вака со рака ќе растегнемо малку дека е поголема негде. Требаше уште малку да ја исучем, ама не иси, ете вака. Ето така. Сега низе ќе напрскам со уште зејтинче. Тука кај ми беше таа чашка, зимем. Ово само чисто зејтинче ќе му турим. Дека меѓу редови е. Ама вака, уште малку зејтинче ќе ја прснемо. Е така, пошто има на секоја страна, сега ќе ставиме од урдата. Урдата е моја, домашно направена. Нема веза каде живеете, што живеете. Кој ќе имате нешто мерак, ќе направите. Или кога ви се јаде, кога сакате нешто да јадете, ќе ставиме урда. Урдата е сочна и да сакам да ви кажам, ја има разни, некој става јајце во нејзе. Јас не сакам со јајце да ставам. И вака ќе разредиме. Ќе ставиме малку, моите сака повеќе сирење да има. Ќе оставиме исто другиот дел. Ќе повториме вака ќе повториме со другите 3, што се да не ве дуго завлечувам на видеото. Сега ќе продолжиме со другите. Еве, драги мои, ставив втор пат и сега ќе идемо со третата кура, со по 5, што ви реков, и 2 имам ставено за одозгора, ама вие ќе ги... Не сакав, знаеш, да го влечувам видеото, пошто поставката е иста, на крајов ќе ви повторам. Зашто имав многу, на другото немало, знаеш колку зошто, све и како, што. Значи имам, ај сега, кај ќе завршам, ќе ви повторам. Што све сум употребила за ова киснато со урда. Овај рецепт е од детинство, Бога ми верувајте. Кои на свите мајките им правеле. Не верувам дека некоја не правела. Веćinom правеле. Тогашните. Ја знам у школу ќе однесемо сучено нешто ваке, да не купуваме, немало. Ќе станчем уште малку и готово, да ја завиткам уште вака. Ќе ми се залепеше на крај. Јас мислам дека доволно е голема. Корава ќе видиме сега. Колку е голема ќе ја скратимо, нема ништо.
ќе ја ставиме сега на това другото, само така ќе правам полека за да ни стигне. Ете, супер, не ни е голема, ова е кора. Таман, што се рекло по старо, таман. Еве сега и ова ја ќе ја намасиме. И ова ќе ја напрскаме, ова е кора и ќе ставиме на оваа урда. Пошто тие доволно се мрсни, мислим, меѓу себе доволно се мрсни. И сега ќе исучем последните 2 кори. Сега ќе ставиме пак урда. Каква е урдата, да ви кажам, убава. Јас си правам, пошто внукичките ми обожаваат урда домашна, така века. До душа и не сум купила ја урда, све домашна си правам. Ќе купите млеко. Доколку знаете, може еден ден на тие домаќинки помладите кои не знаат, ќе ви објаснам како се прави урда. Верувајте, а тој принцип на правење со оцет не ми се свиѓа. Сега некој со лимон, тоа е ваше, например, препорака, но правилно како сакате да научите, ќе ви покажем. Едно видео ќе имам исклучиво само за тоа. За како да направите урда. Нема веза дали имате крава или не, или било какви, мислим, животни кои дава млеко. Сега ќе го ставиме настрана и последни 2 кори. Ова ќе оправиме малку со книга да не се лепи. Вака од двете страни додека завршам со последната поставка. Сега имаме 2 кори. Тие ќе ги засучим. Ете, двете тие одозгора ќе ставиме. Видете колку што иде брашното, толку е поубаво. Кам е незгодно, верувајте, за сучење, ама што да правиш, мораш, што века најповолно е со камерата. Исто ова ќе ја намачкаме. Ова ќе ја оставам настрана. Еве и другата. Не сакам да употребувам друго брашно, дека ова се да го соберем од ете така. Сега оваа кора ќе намачкаме исто. Оваа ја ставаме над низе. И сега ќе ги сучеме во една кора. Заборави да не ми залепи.
И кажа место ми е мало по... Не можеш да... Сега ќе пробаме да ја ставиме на... Малко ќе го забрушим, ако да не видите псијата од оздола со брашно. Ете го. Драги мои, ова ќе биде како поклопец еден вид. Например, ќе го растегнем корава ја вака со рацете. Ете. Постапката, мили мои, заврши. Сега ќе земеме киснатото, ќе го изсечам. Ќе го изсечем и ќе го оставимо да кисне. Ќе го изсечем на коцки. И се остава да кисне. Гледам коцките да бидат еднакви. Ова ќе покриеме водата. Мили мои, киснатото заврши. За овај рецепт ви беше потребно кило брашно, 50 мл зејтин, 1 лажичка сол, 2 лажички суви квасец, сето тоа ќе го замесите убаво и се делат 3 катмери по 5 корички внутра и 2 за одозгора. Сега оставаме да кисне може би околу 1 час. Пред печење ќе ви го покажам. Кога ќе биде готово, ќе ви покажем. Еве вака изгледа киснатото. Сега ќе го носиме на печење. Ќе се пече негде околу 45 минути на температура од 180 степени. Кога ќе биде готово, ќе ви покажем. Еве. Тепсијата скоро се наполнила, да ви кажам го 55 минути негде кај кисне, за да се стави. Ајде па ќе гледаме. On the front porch, in a white robe, sipping on wine like we back in Rome, yeah. I put my phone on airplane mode, too, 'cause my